Ние сме 99%. Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со најновото издание на 99%. Емисија во која се обидуваме да ги чуеме ставови нивните лични, интимни ставови по однос на сите оние прашања кои што нив на овој или на оној начин ги допираат. Верувам дека и за денешната тема која подготвивме за ова издание на 99% е доволно интересна за да го задржи вашето внимание. А за што станува конкретно збор, предлагам јас најпрво да го погледнеме прилогот кој што информативната редакција на телевизија ТВМ го подготви во текот на минатиот ден. Токму ја допира темата која што, или барем во дел ја допира темата која што денес ќе ја разговараме. Па да погледнеме. За охридските земјоделци средината на месец април е време кога се расадува долгонавестиот дома до пластениците. Земјоделците ги прават завршните подготовки на почвата за садење во оранжериите. Ванчо Стојановски, охридски земјоделец, поборник за органско производство, вели дека постојат големи ризици почвата да заболи и да се инфицира од претходните насади од земјоделските растенија, па затоа е потребно и нејзина соодветна подготовка. Посочува третмани за заштита. Наведува дека покрај употребата на арско ѓубриво со кое се менува pH вредноста на почвата, важна за исхраната на растенијата е да се употребува и негасена вар. Се практикува постилање на негасната вар по површината на почвата пред сфрезирање, значи пред расадување. Постигнуваме тука, имаме два ефекти. Дезинфекција на почвата против пламеница, значи неизгасната вар, и плюс прихрана за растенијата калциум, бидејќи знае обично патличанот поради недостаток на калциум во почвата, што е во овој регионите како значи аномалијата, имаме недоволна концентрација на калциум, од долната страна плодот на патличанот на пиперката се сушат или почнува да скапува, значи тоа е недостаток на калциум. Со овој третман нема потреба да се прихранува растението преку листот, туку преку почвата од коренот, вели Стојановски. Напоменува дека покрај ова при подготовката за садење добро е пластениците да се засенчат со пластична 40% мрежа, со која ќе се спречат високата температура во пластениците и UV зрачењето, кои се штетни за растенијата, напоменува Стојановски. Додава дека при расадувањето домато треба да се наводни и да се употреби фосфор, заради подобро зафаќање на кореновиот систем. Во разговорот за што подобар принос, но пред се и здрави земјоделски култури, стана збори за тоа колку се едуцирани земјоделците да ги усогласат овие две компоненти. Па да бидам искрен, за жал, еден добар дел од земјоделците не се доволно обучени, а и они што одредени работи познават, за жал, во трката за што поголем профит не внимаваме, али тоа е само од денес до утре. А што понатака кога ќе инфицира почвата, многу скапо. Ќе окошта земјоделец, значи препорака до сите земјоделци да внимаваат на почвата, значи, бидејќи почвата не имаме ние само денес, значи. И понатака треба да ја користиме. Стојановски смета дека земјоделците може да имаат истовремено и квантитативен и квалитетен принос на производи само доколку се организирани во земјоделски задруги, каде што ќе разменуваат знаења од агрономијата. Овој охридски земјоделец посочува дека во таа насока треба да се вклучат и институциите, како што се Институтот за земјоделство и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку нивните агенции. Ние сме 99%. Ете, почитувани гледачи, ова како мала најава, барем во еден дел од тоа што ќе се разговара во ова издание на 99%, темата ни е земјоделието, или да бидеме уште поконкретни, колку сме ние подготвени за органско производство на земјоделски производи. Токму на оваа тема ќе разговараме со моите денешни гости, Ванчо Стојановски, земјоделец, поборник за органско производство на земјоделски производи, и Мирослав Трајчевски, кој што е агроном. Најпрво добре ни дојдовте во студиото на ТВМ. Добре најдовме. Факт е дека Македонија од секогаш била аграрна земја и тоа веројатно и до ден денес не е променето, меѓутоа она што е променето е тоа дека во земјоделието многу нови трендови и тоа веќе може да се каже дека не се ни нови повеќе, затоа што и секој дневно излегува по некој новитет кој што се применува во земјоделието, не само за зголемување на приносите, туку и за постигнување на некоја
највисока можна безбедност на храната која се произведува. Каде е Македонија во моментот, токму во она што представува промени во земјоделието и следење на тие трендови кои што ги има во земјоделството? Стручното лице. Да. Па, можам слободно да кажем дека сме почнати, ама се уште сме на самиот почеток. Ако се споредуваме со најнапредните аграрни земји, малку ни испора брзината со која што се движиме во таа насока. Кај нас олеснителна околност што ние не треба да измислуваме, за нас е доволно само да ги следиме трендовите, да ги препишуваме, да речем, со одредени адаптации, приспособување на нашите услови. Меѓутоа, уште сме многу назад и сме на самиот почеток. Тоа е моето лично мислење. Дали според вас ќе дојдеме во момент кога земјоделието ќе биде сватено и не само сватено, туку и прифатено како своевидна наука, како инженерство, како примена на најнови па и технолошки достигнувања, а не само како омилена рекреација на луѓето кои што живеат во село? Да, виде се уште добар дел од нашите земјоделци не го сваќаат толку озбилно земјоделието. Јас секогаш велам, па како и секоја друга струка, и земјоделието си е одреден занет. Така да секој кој што мисли, значи професионално да се бави со земјоделие, апсолутно мора да ја прати науката и воопшто новите техники, технологии во земјоделието, бидејќи како во сите сфери во живењето воопшто и науката и во земјоделието отишла толку далеку, али за жал пак ќе нагласам еден добар дел од нашите земјоделци некако одат по старите навики. Може би тоа е нашиот вотабиет карактер воопшто на балканците. Неретко знаеме да не ја почитуваме науката. Ќе кажеме тие научниците, тие значи кога ќе разговараме значи за земјоделие, тие она што ни го нудат, не го стекнале своето знаење во канцеларија како што обично се мисли, него имаме институти во светот и луѓе кои што децении поминуваат, експериментираат и она најновото и најдоброто ни го нудат препишано на хартија. Така да мораме тука да се престроиме и воопшто и да бидеме малку похрабри кога легуваме во земјоделието, бидејќи знаете, земјата не е раме. Вие како што нагласите на почетокот, сепак Македонија е претежно аграрна земја и добар дел од економскиот развој и тоа како треба да почива во земјоделието и треба да сме пресреќни, значи што имаме за 2 милиони толкави ресурси за храна, бидејќи Обединетите нации на нас години опоменуваат. Само две економски гранки во светот ќе се развиваат: здравството и производството на храна. Значи, добре, пак ќе нагласам за Македонија да сме среќни што и то како имаме шанси барем најголемиот дел од нашите потреби за храна да ги произведуваме, значи да имаме автохтоно производство, бидејќи ќе имаме значи потекло фактички храна со контролиран квалитет. Може понатака ќе разговараме значи што се случува во светот само поради поголем профит. Така. Македонскиот земјоделец со честни исклучоци за жал представува една константа која што многу малку и ретко се менува, посебно во делот на тоа како се одгледуваат растенијата, можеби помалку во опсегот на или диверзитетот на растенија кои што се одгледуваат. Ако веќе и претходно констатиравме дека во светски рамки земјоделието има статус на наука, тоаш какви се можностите и какви се перспективите за овој македонски земјоделец кој што не ги прифаќа новитетите, а очекува некакви повисоки приноси од своите растенија? Па овие две прашања ви се поврзани. Јас би сакал да дам одговор на претходното прашање. Јас живеам за тој момент, вие кој што го споменавте лично, да дојде тој момент да се примени науката во земјоделието и да се базира на научни основи. Со ова темпо на одење напред, искрено се сомневам дека за време на моето живење на земјава ќе се случи тоа. Би сакал, ама тешко. Само така може да постигнеме нешто, само така може да одиме напред. Земјоделието и како наука, ако не е наука нема да има факултети кои се бават со таа тематика. Само со примена на науката во праксата во земјоделието може да се постигне тоа што ни е зацртано како цел. Значи тука сме заеднички во зацртаната цел, што сакаме, знаеме што сакаме да постигнеме. Ама не се согласуваме околу патиштата кои водат до заедничката цел. Само со примена на науката можеме да добиеме
конкурентен и квалитетен производ кој ќе биде конкурентен на сите пазари. Ние треба да се запрашаме, ако една земја како Израел, која е повеќето пустина, една од водечките аграрни сили во светот, кога ние тука ги имаме сите основни предуслови, што е тоа што ни фали? Да се запрашаме кај е грешката. Значи не е во почвата, не е во климата, неверојатно него е сигурно во слабата примена на науката во производството. Така. Зошто да останеме во Македонија? Не само во имплементирање на сите тие последни достигнувања во делот на земјоделието, туку и самото осознавање и прифаќањето дека нивната примена ќе има можеби двоструко и можеби многу повеќе поголем ефект од оние класични методи кои што досега се користеле. Да, како што кажа Мирче, со приката ние значи не само што ќе имаме и фактички поздрав производ, него ги намалуваме и трошоците во земјоделието. Да не сватат земјоделците дека ете науката или нешто новите технологии значат некои рестрикции. Напротив, едуцирање на земјоделците како на поедноставен начин и поевтин начин да дојдат до поголеми приноси. И Мирче кажа дека значи не сме веќе конкурентни за жал, не само поради тоа што имаме релативно мали имоти, али и поголемите така земјоделски стопанства, че тешко можете да се носат со пазарот, со надворешниот пазар, бидејќи тешко да можеме да конкурираме со цената. А од друга страна пак имаме навистина добар квалитет, климатски услови каде што ретко каде ги има и во Европа, значи имаме климатски услови за многу поквалитетни производи, повкусни. Али значи ова друго ни фали и тука малку умануваме се уште сигурно и со амбалажирањето, значи мораме одредените параметри да ги испочитуваме што ни се зададени од надвор, така да мора значи тука да се престрои, пак ќе нагласам, значи не значи само рестрикција примена на науката, напротив, значи поедноставување на работите, намалување на трошоците, зголемување на приносите. Тука само малку една паралела, само би направила дигресија. Видите, нашите овоштари кои се бават со производство на јаболко, сте уште не може да сватат, викат каква цена имаше порано јаболкото. Ние порано живеевме во еден сосема поинаков систем, затворен пазар и нашето јаболко по енормни цени се продаваше во Југославија, бидејќи не беше дозволен увоз. И сега се соочуваме со отворениот пазар каде таа е цената. 9, 10, 11, 12, 13 денари зависно од сортите на јаболка. И значи ако сакате значи да постигнете некои ефекти во производството на јаболка, морате значи да се преструктурирате со нови интензивни насади, овие садници што се на метро и на пола метро, каде имате просек 80 до 90 тони од хектар и 90 до 95% екстра класа. Значи цената ја нивелира пазарот. И со многу пониски цени. Апсолутно, да. И тогаш ќе сте презадоволни и со 9 денари, значи, а не со овие стари насади, со стари техники, ме разбира, значи, мораме да се погледнеме себе си, ние каде грешиме, значи, што нападна Мирче, се уште каскаме, значи, не сакаме да примениме. Вие не можете да влијате на берзанската цена на јаболкото, можете да влијате на производната цена на вашиот производ. Така. Јас тука на ова прашање само на кратко, има многу фактори кои придонесуваат за оваа состојба во која што сме, ама ако треба грубо да ги сместиме, јас би ги сместил во 3 групи. Прво и неизбежно нашиот менталитет, да се разбереме. Второ е треба повеќе едукација за да се измени менталитетот. Тоа е мачен и бавен овај процес, меѓутоа мора да се оди со него. И трето е слаба комуникација меѓу алките кои се чинители на земјоделието, значи наука, агрономите на терен, земјоделци. Комуникација. Така. Ајде ќе почнеме некако малку побавно да се приближуваме кон она што ни е тема на денешниот разговор, тоа е органското производство. Тоа не е нешто што е новина во светски рамки, па дури и кај нас не е новина, меѓутоа за жал се уште ретки се тие кои што се зафатиле со предизвикот органски да ги произведуваат своите производи без разлика кои се тие. Зошто е тоа така? Толку е тешко органски да се произведува? Скапо? Нека каже производителот. Јас ќе кажам научен. Да. Видите, јас по професија не сум земјоделец, ниту агроинженер. Пред 15-16 години кога почнав активно да се занимавам со земјоделие, и се запрашав се како и на кој начин одредени култури можам да ги произведувам, конкретно во пластенишкото производство.
И верувајте, кога добив одредени сознанија, значи дека во пластеничкото производство имате 12 месеци култивирање, значи одгледување на производи, и во текот на 12 месеци имате најмалку 3 реколти во пластеникот, и колку третмани ви требат за тие 12 месеци, посебно за одредени култури, патлиџан, пипер, па и за другите помалку. И јас, кога се израчунав колку се тоа хемиски препарати треба да употребам, минерални џубрива, па си реков, ако не се отрујам, ама помалку за неколку години ќе ја затрујам природата, почвата, ама отимате покрај река, па и самата река, значи. И си поставив едно прашање така себе си, па како надвор се произведуваат, не мора да е органска храна, али здравствено безбедна храна. Ние што нарекуваме здрава храна. Си реков, сигурно има некој начин. Така да си дојдов до одредени сознанија, верувајте, ако сакате да се бавите со органско производство, јас тоа може да поправам, бидејќи сум земјоделец, ако не ја разбирате природата, по-добро немојте да се сафаќате со таа работа. Ако не ја љубите, не ја сакате и не ја разбирате како функционира природата. Ако не ги пратите природни процеси, бидејќи ние во земјоделието воопшто се среќаваме со жива материја, почвата жива материја, културите, мора да ги пратите секојдневно, не само ете јас тоа го применив и готово, секојдневно. Така да си дојдов до одредени сознанија преку стручни лица, по некоја прилика исконтактирав со Институтот за нови технологии во земјоделието од Суботица, и дојдов, пак и кажам, со одредени сознанија, пред се, значи, што беше основата, да ја држиме почвата чиста. Не е толку тешко, ако навистина, пак ќе кажаме, љубите природата и ја разбирате, ја почитувате природата. Почнав да се произведувам хумус, што е нешто најблагородно за почвата, значи, не ја загадувам почвата со чисти само класични минерални џубрива, бидејќи мирче тоа подобро ќе опасни што се случува ако ностоп користите неконтролирана употреба на минерални џубрива. И одредени култури, верувајте, ако малку подобро се зафатиме со земјата, одредени култури не бараат некои посебни третмани, ако внимавате и посебно ако имате пластеничко производство каде имате релативно заштитен простор, али мора да контролирате проветрувањето, неколку гренејерски култури без проблем ќе ги произведете без никакви третмани со хемиски препарати. Потешки тука се пиперот, патлиџанот, тука тешко можеме да зборуваме за органско производство, али без некој посебен проблем и напор можеме барем да дојдеме до тој термин, до таа категорија здравствено безбедна храна. Значи, основата тука е да почитувате природата, да внимавате со што ќе ја џубрите. Денеска, и ако немате хумус, и ако немате арско џубре, науката, односно технологијата возможила производство, пак тоа Мирче добро ќе го каже, ќе го насочи, имаме органски џубрива, микробиолошки џубрива, и потребно исто, битно е многу за органското производство, изборот и на регионот, на местоположбата каде ќе одгледувате култури кои мислите да произведат на органски начин. Најпожелни тоа се предели по подножјата на ридовите на планините, каде имате релативно поголемо струјање, да е посебно наутро сончано и така, да. Има тука и други параметри. Мирче сигурно постручен аспект ќе го појасни тоа. Прашањето за факторите беше кои предонесуваат толку малку да е развиено земјоделско производство кај нас. На прво место мислам дека е недоволната информираност на земјоделците. Значи пак ќе се вратиме на таа едукација. Се уште е баук органското производство кај нас. Страф од нешто непознато. Во секој случај е потешко органски да се произведе и сака повеќе знаење, поголем професионален пристап кон работата и љубов нормално, секаде. Мислам дека е недоволната информираност, стравот од поскапо производство и стравот од се уште несигурен пласман, да речеме, поради слабата организација. Ето, веќе ја споменавте цената. Веројатно и тоа е најголемиот страв на секој македонски земјоделец, зошто не би се занимавал со органско производство, цената на чинење на тој производ. Вистина или мит тоа дека органското производство е поскапо од она класичното? Зависи од културата, спомена Ванчо, и подобро е да речеме земјоделците ако веќе се одлучат да одат на тие култури кои што и природно бараат помалу заштита, кои полесно се произведуваат. Во најчест број случаи е поскапо, меѓутоа во
Пак од друга страна во 100 случаевите цената е многу повисока на производот. Значи од 3 пати нагоре се движи кај нас, ако го имате нормално тој сертификат обезбеден за органска храна. Така, Сега веќе збориме за органска храна, не за здрава храна. Така. Тие се две различни категории. Да. Значи, аз можам, значи, моето искуство тука да го кажам, во однос во го речем Мирче, навистина можете да добиете посоодветна цена за органското производство. Јас, значи, тие култури што ми беа навистина на органски начин произведени, не можам да добијам сертификат. Други се причините, не смеете до вас да имате земјоделски површини кои на класичен начин се одгледуваат и ред други работи, али верувате, јас апсолутно немав пласман со моите производи. Бидејќи производи кои се одгледани, значи, на органски начин, со природни џубрива, прво што е многу битно за тој, јас ги пласирав на кај зеленото пазарче позади гимназија, и немав проблем со пласманот, и колку да имав роба, мојата роба се трошеше, бидејќи беше многу потрајна и повкусна. Не можете, значи, тука потрошуваш да го излажете, значи, ако не постигнете релативно повисока цена, барем ќе си немате проблем со пласманот на вашите производи и плюс. И то како ќе ја зачувате почвата и за понатака, бидејќи не само денеска, 2, 3 или 10 години да практикувате, значи, производство не само на органска или на други категории на храна, би напомнал, значи, покрај органските џубрива, во органското производство имаме разни други техники. Значи, многу е битно култивирањето, апсолутно, и се користат и одредени тревки кои се има доста интензивен мирис, јас го користев доста во силокот кај производството, кај гледувањето на патлиџан, па и можете и други тревки, мајчина, душица, значи што со карактеристичен мирис, тие велат стручњаците дека ги збунуваат инсектите и одредени инсекти не виреат тука. Конкретно јас немав толку проблем со белокрилката која полага ларви, од нив се излегнуваат гасеници, апсолутно не третирав против гасеница, и плюс имаме, значи, и други заштитни средства тука, произведував доста брокула. Брокулата и онака не е медитеранска култура, бара посвежи региони, и во летниот период исклучиво мора да ја засенчувате со 40% на мрежа, значи ја намалувате и температурата, а и увезрачењето до некаде го неутрализирате, и бидејќи е покриена, мрежата директно на културата ја постилате и нема напад на белокрилка, бидејќи знае голем напад да имате на гасеници на брогулата, па и на зелката, значи X начин се немаме доволно време, значи кои се тоа практиките, али пак ќе нагласам човек, ако сака, значи, да се бави со органско производство, и то како може, значи, не за сите култури, тешко е за некои култури, а за поголемиот дел сигурно, значи, има начини да се едуцира, да се посвети, пак ќе кажам, секојдневно да ги прати културите, така да... Пак се враќаме на едукацијата. Едукацијата, основна, апсолутно. Ајде, ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, а подосна ќе го продолжиме нашиот разговор. www.steeringtrade.com.mk Нудиме широк асортиман на квалитетни сертифицирани резервни делови по најповолни цени, со дополнителни 10% попуст за сите веб порачки. Вршиме комплетно опремување на автосервиси со апарати од германско и италијанско производство, цена по договор. И секако, ви ги нудиме најдобрите моторни именувачки масла Пенасол, произведени во Германија. steeringtrade.com.mk Ексклузивна понуда 3 милион врши продажба на квалитетни стамбени и стамбено-деловни објекти со препознатлив квалитет и дизајн. Новата понуда на станови во изградба во населба 3 милион поранешна Стружанка Струга и ексклузивни готови станови во Скопје. Градба со целосно искористен простор и различни површини. Дојдете до својот дом со кредит од банка, со проектот Купи куќа, купи стан или преку наше собствено кредитирање со поволни камати. Остварете ја вашата желба. 3 милион. Ние го градиме вашиот сон. Од оваа руда за да се произведе метал, потребен е металург. Најголем извозник на суровини, најголеми можности за вработување, најдобри стипендии, најдоходовна гранка во економијата. Направија вистинската реакција. Технолошко-металуршки факултет Скопје.
Vi lepite, one padaju. Vi lepite, one padaju. Sada je tome došao kraj. Potražite savjet Bekament doktora za pločice. Lekovi za vaše pločice su Ciprofix lepak i Fugomal masa za fugovanje. Ciprofix. Toliko dobro lepi da nećete moći da stanete. Ciprofix i Beka Fugomal. Bekament. Doktori za pločice. O upotrebi se posavjetujte sa Bekament doktorima za pločice. Седмото Рено Клио и подари наспевка на лицето на Лидија Магденовска од Скопје. Редовно пијам Гранд кафе и тоа со големо задоволство. Родители, побрзајте! Уписите во основното училиште на коледжот Јахја Кемал во Скопје и во Струга почнуваат од 1 мај. Докажаниот квалитет на коледжот Јахја Кемал е гаранција за иднината на вашето дете. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, Фризерско студио Анита. Ние сме 99%. Еве, почитувани, се враќаме во студиото на телевизија ТВМ. За оние од вас кои сега се уклучуваат на програмата на телевизија ТВМ, денес во 99% разговараме на тема земјоделско производство, меѓутоа не било какво, туку органско производство и колку ние сме подготвени за токму ваков тип на производство на земјоделски производи. На оваа тема разговарам со Ванчо Стојановски, земјоделец и поборник за органско производство на земјоделски производи, и Мирослав Трајчевски, кој што е агроном и веројатно најдобро знае да ни го предочи научниот аспект на оваа дискусија. Ајде, ќе продолжиме онаму каде што застанавме. Ако за цената на чинење за производство на органски земјоделски производи се уште можеби постои сомнеш кај земјоделците, тогаш веројатно за безбедноста на производите кои што органски се произведени нема никаков сомнеш, дури ни во нашата држава, кој што е на највисоко можно или барем многу повисоко од класично произведените земјоделски производи. Колку го разбираме нивото на безбедност кое што го има органското производство и колку земјоделците го прифаќаат тоа како такво? Зависи од кој аспект, од која гледна точка гледаат земјоделците. Ако гледаат како бизнисмени, значи ако му е ризикот многу поголем него веројатноста да произведе, а ако гледаат од страна на тие кои консумираат, значи во секој случај, еве и јас имам деца и секој сака здраво потомство, исхрането со здрава храна. Сертифицираната здрава храна подлежи на проверки и е во ред. Треба од време на време да се проверува. Во секој случај прави огромна разлика. Тоа не е работа која што ја гледате при консумација на едно јаболко. Тоа е процес кој ќе го видите после многу години, разликата ќе го видите. И тоа треба да се вреже во свеста дека сите ние треба да консумираме здрава храна. Тука пред се треба да се развие и свеста на тие кои ја консумираат храната, значи да се натераат тие се повеќе да бараат здрава храна или органска храна. Не е проблем за земјоделецот да произведе органска храна. Проблем е да ја пласира во Македонија затоа што е барањето за органска храна мало. А сме
многу ситни да се организираме таа храна да ја пласираме надвор, на надворешните пазари. Значи, треба да се влие и на тие кои ја консумираат храната со едукација и со кампањи, да се натераат се повеќе да бараат здрава храна. Така, веројатно ако пазарот тоа го бара, тоа земјоделците ќе немаат ни избор да се произведат тоа што се бара. Тука сакам како агроном, значи човек чија што задача е да произведе храна, заедно со земјоделците, да им помогнеме во тоа. Сакам да разграничим една работа, значи органското производство не е баук. Веднаш ќе кажам, баук е да се произведе органска храна за цел свет. На овај степен на развој на науката и технологијата, тоа е практички невозможно. Значи, органската храна во моментов е се уште храна за одбраните, за тие кои што може да се ја дозволат. Може да се произведе органски производ, меѓутоа да не се залажуваме, значи вие ќе треба да се ставите да бирате помеѓу две можности, да умрете гладен или да умрете најаден, ама затурен. Трета можност во моментов нема. Значи, на органски начин не можеме ни да произведеме храна за цел свет. И на овој конвенционален начин храната е во хроничен недостаток. Вие гледате, се соочуваме, луѓето умираат од глад, популацијата секојдневно расте, а обработливите корисните површини се намалуваат. Затоа се оди и на генетски инженеринг и на генетски модифицирана храна за се зголемат приносите. Значи, не можеме ние да произведеме органска храна за цел свет. Можеме да произведеме органска храна моментално во мали количини. А секако дека е подобро да се консумира таа храна. Здравствениот аспект или безбедносниот аспект на производството на органски производи веројатно е најпозитивната придобивка од таквиот начин на производство. Меѓутоа, мене ми се чини дека се уште постојат заблуди. Еве, ќе тргнам од себе како лаик за земјоделието, постојат заблуди за тоа што всушност представува органското производство. Дали тоа подразбира отсуство на било какво хемиско третирање на растенијата или пак со употреба на тие органски ѓубрива кои што за среќа сега пазарот ги нуди и се достапни, истото може да биде класифицирано како органско. Значи, во никој случај не подразбира забрана за употреба на хемикалии. Сертификационото тело кое ве по чиј надзор сте и кој ве сертифицира после тоа, кој ви дава сертификат за вашиот органски производ, најдобро ќе ве упати за тоа, ќе ви даде список на дозволени препарати кои што се дозволени за употреба и не само кој препарат, него ќе ви даде и количина, доза која годишно вие смеете да употребувате. И во кој период од вегетација? Да, например, бакар сулфат, кај земјоделците познат како син камен. Вие можете да го употребувате, ќе ви каже во кој период и ќе ви каже колку вкупно килограми годишно смеете да аплицирате бакар на тоа растение. Кои параметри се различни на секоја култура. Значи, вие треба само да ги следите препораките. А во никој случај не подразбира отсуство на хемикалии. За среќа сега науката оди напред, еве спомна Ванчо, имаме органски ѓубрива, не мора кои имаат предност над шталското ѓубреве конкретно во случајот, поради тоа што се полесни за апликација, се стерилизира, немате ни семиња од плевели, немате ни спори од болести во нив, немате ни инсекти ларви во нив и се полесни за апликација. Имате многу нови групи на производи во светот, за жал се уште нека е нас поради законската регулатива. Во светот ги викаат фитофортификанти. Тоа се подобрувачи на одбранбениот механизам на растенијето. Значи не делуваат конкретно како заштитни средства, не го убиваат штетникот, туку ги прават растенијата поотпорни на одредени болести и штетници. Го зголемуваат имунитетот на растенијата. Антибиотици за растенијата. Не баш во тој толку пластично, меѓутоа еве во таа смисла. Во таа смисла. Пораснав со зборовите измиго, јаболкото, краставицата, доматот, прскани се. И тие ме се чини дека ни тогаш не ги сваќав доволно сериозно тие зборови, ама ми се чини дека и никој не ги сваќа доволно сериозно тие зборови. Дека со просто миење на некој зеленчук или на некој овоше, вие се надевате дека ќе го измиете пестицидот кој што го има и во почвата, го има во коренот на растението, нормално го има и во плодовите. Јас само малку би го надополнал Миршета кога кажа дека треба тука да се земјоделецот гледа на добивката
занемарувајќи ги активностите во земјоделието, кога се работи за органска храна, чисто онака моје гледиште и моја заложба е дека да, и тоа треба да го гледа земјоделецот, али пред се да гледа и днината на земјоделието, што пред малку напомнав почвата. Каква почва ќе оставиме во наследство ние ако претераме значи со класично производство или занемаруваме одредени параметри апсолутно значи со неконтролирана употреба на класични минерални џубрива, хемиски препарати, во светот ви имате на десетици милиони хектари уништена земја во стручњаците за секојаш. Сега не е за секојаш природата вика ќе ги излечи можда за 50 или за 1 век понатка и тоа со дополнителни активности на човекот. Значи, од X причини ние, како што кажа Мирче, ги намалуваме земјоделските површини на глобално ниво. Дали поради преголема индустриализација или со неконтролирани практики и техники во земјоделието. А за што кажавте, значи, измите го производот и нема проблем, па малку повеќе ако претерате, значи, со одредени препарати хемиски, и то во голема доза како ги имате тие штетните супстанции во плодот. Така да Добро, тука зависи од конкретно од самиот препарат, од изборот. Да, значи, апсолутно, апсолутно сигурно. Препараките на стручните лица. Не, викаме за класичното производство. Значи, зависи дали е контактен, дали е системичен препаратот, зависи најповеќе од категоријата кај нас позната во науката како каренца. Тоа е времето кое што треба да помине од последниот третман до консумацијата. Значи, за секој пестицид е тоа време различно и треба да се почитува. Тоа е времето кое што е потребно тој препарат кој е штетен по организмот да се разложи пред консумацијата. Треба строго да се почитува. Овдека мислам дека е право време да се осврнам на друга категорија, ако ми дозволите, која е во тесна врска со органското производство. Се работи за интегрална заштита на растенијата. Значи, тоа е категорија, начин на производство, која би било како чекор помеѓу конвенционалното и органското производство. И би било добро земјоделците прво да одат на интегрална заштита на растенијата, па потоа на органско производство. Што подразбира интегралната заштита на растенијата? Интегралната заштита на растенијата е склоп од агротехнички, помотехнички и хемиски мерки, кои се употребуваат во производството, во земјоделското производство. Со тоа што хемиската борба доаѓа на крај. Значи, што подразбира тука? Избор на добра микролокација, анализа на почва, задолжително, избор на отпорни сорти, избор на системно одгледување, избор на обработка на почвата. Тоа се агротехничките мерки, да речеме, помотехнички мерки, начин на резидба, проредување, сите тие други помотехнички мерки кои следуваат во текот на вегетацијата и на крај, бидејќи со тоа се минимизира опасноста од појава на болести и штетници, на крај како мерка, ако некој проблем не може да се реши со сите претходни мерки, на крај да дојде хемиската борба. Со тоа, верувајте, во многу се намалува употребата на пестициди и имаме многукратни бенефити. Значи, имаме прво поздрав производ, имаме второ многу поевтин производ и поквалитетен производ. И поконкурентен во секоја смисла на зборот. Многу е актуелна денес примената на микробиологијата во земјоделието. Значи, се работи за микробиолошки џубрива. Тие се природни џубрива, значи на органска база. Тука би напомнал, значи што напомна Мирче, значи многу ни е битна обработката на почвата и нејзиното одржување во кондиција со правилна исхрана и да е чиста, да не е заболена. Тука се употреба последно време една габа наречена триходерма. Тоа е по самата нејзина природа, живее значи во почвата и се стационира на кореновиот систем на растенијето. Ние поради значи неконтролирано, пак ќе речам, или неадекватни практики во земјоделието, на некој начин сме ја загадили, одно сме го балансот во почвата и во релативно помала концентрација имаме таа габа и не може да го изврши до крај својата функција, значи и имаме денес можност, значи начин да ја инкорпорираме во почвата, ја имаме во продажба, во прашок, се инкорпорира во почвата за помали површини преку грбна пумпа и во рок од 3 сати, значи да се инкорпорира, дали со прекопување, со заорување, со фрезирање, и во релативно добри климатски услови, температурни услови и влажност, таа се развива со огромна брзина, по 10 милијарди единки на 24 часа, и за
во рок од неколку месеци повторно почнува да извршува својата функција, значи се стационира на кореновиот систем и не дозволува, во најголема мера не дозволува да биде нападнат кореновиот систем од патогените бактерии. Значи, пак ќе кажем, тука науката и тука како треба, значи, да допре до земјоделецот. И ова што каже Мирче, значи имаме други многу исто агротехнички мерки, тука го имаме исто за сенчувањето. Денес, значи, поради овие температурни разлики дење и ноќе, посебно во пластеничкото производство, ноќните температури конкретно во Охридскиот регион се спуштаат некаде 10 степени, значи ги имаме 2-13 степени, релативно свеж период, а преку ден во пластениците знае да се крене и до 50 степени температурата мрежа, значи растението доживува шок. Ако доживее шок, намалува својата отпорност према болести, посклонови на болести. Тука, значи, душа дала мрежата за засенчување, 40% се користи за пластеничкото производство и некаде најмалку 7 до 8 степени ја спуштаме температурата, имаме благо засенчување и плюс во голема мера се неутралира УВ зрачењето, бидејќи како на нас негативно делуваат ултравиолетните зраци на свеживо во природата. Значи, има тука исто како уште многу работи, значи пак е сведено. Има примери со директни штети на плодовите, значи изгорени од сонцето, не тоа да. А исто и за неотворено е практична таа мрежа, не само за пластеничко производство, пак ќе кажам, бидејќи имаме денеска поради климатски, верувајте, имаме во текот на летото, денот ние денеска 22-3 степени, утре можеби на 35 степени. Тие шокови се избегнува. Така. Ги споменавме органските ѓубрива. Што е нивната предност? Ајде, примената на тие органски ѓубрива, што придонесува и што ги прави толку подобри да се од овие класични? Видете, минералните или вештачките ѓубрива настанале во одреден момент поради хроничен недостаток од природни ѓубрива. Иначе основата на се било природното ѓубриво, порано немало вештачки ѓубрива. Сите оние несакани последици од примената на вештачките ѓубрива се елиминирани кај примената на органските ѓубрива. Значи го добивате само чисто бенефитот од нив. Значи ги добивате елементите кои што му се потребни на растението, а не добивате засолување на почвата, закиселување на почвата, контаминирање. Значи, реков апликацијата е многу полесна. Почвата кај нас е премногу загадена, поготово през Панскиот регион од долгогодишна употреба на вештачки ѓубрива. Значи, тие штетни последици апсолутно ги нема кај органските ѓубрива. Ги имате во форма на пелети за примена преку почва, а ги имате и во форма на течни ѓубрива, кои што може да се преминуваат и фолијарно преку лист и преку систем капка наводнување. Колку современото земјоделство го зема предвид тој безбедносен и здравствен аспект во произведувањето на земјоделските производи? Во светот апсолутно многу, во поразвиените земји кои што се понапред со земјите отидени. Во Македонија Може би не производителите, ама телата кои ги контролираат. Така, апсолутно, да, со одредени законски регулативи. Да, апсолутно. Во Македонија се уште важи како малку по мода тоа. Јас се сеќавам, бев млад, значи, што напомна Мирче, посебно Лесенскиот дел, значи, бев млад, која во мода беа 3-15 и ништо друго. И уште се. Значи, класични минерални ѓубрива, тогаш добар земјоделец и ефективен ако само третираш со тие минерални ѓубрива, некако, значи, се тргна настрана тоа. Арското ѓубре го немаме во недоволни количини за големи површини, плюс напомна преска Мирче имаме и тоа како квалитетни ѓубрива, екстракти на база на тревки, хумус, морски алги кои што далеку поделотворни од обичното арско ѓубре. И еден добар дел, јас тоа можам потврдам на земјоделците, за жал се уште не сваќаме што значат тие ѓубри. Го гледаме само шишето се некоја си внатре кафеава, боја нешто внатре има, не знаеме што е. Значи, колкава придобивка пред се започвата, значи одржува равнотежата, во секој случај многу поголема, поздрава равнотежа, него со минералните ѓубрива, поевтини се, бидејќи ги користиме преку системите за наводнување, немаме никакви физички активности, ги аплицираме преку системите за наводнување, бидејќи најисправна исхрана на посебно за овоштарството, ова многу битно, имате инјектори на системите за наводнување, инјектори кои ги дозирате за кога ќе пуштите наводнувањето на овошките
инјектор се става дозгора и го дозирате со прихрана посебно, значи со овие органски џубрива, ги намалувате трошоците во џубрењето и видите растенијето ја прима храната кога ќе го наводнувате, тоаш како со лајче му давате на растенијето да ја прими храната и она му каде што му треба. Значи тука се предвидени малку почести, али помали залевања, ги намалуваме трошоците во работењето, а имаме многу поголеми приноси, пред се и поздрав производ и во секој случај тоа мирче многу добро, сигурно го знаете, и поздраво растение, поимуно, поотпорно на болести, поисправно исхрането. Тоа ја сегош правам споредба како едно мало дете кога го храните со прехранбени производи од маркет, со X адитиви и конзерванси, наспроти едно дете кој му нудите стално да консумира здрава храна, во секој случај има многу поголем имунитет према болести. Исто така и во природата. Значи, новите техники во земјоделие, посебно системите за наводнување, дали преку прскалици, капка по капка, значи толку не само што ни ги олеснува нашите активности него. Имаме толку избор на исхрана, значи да ги преку нив да ги инкорпорираме во почвата, па ќе кажам многу поделотворни од арското џубре и поевтино од арското џубре. Вие знаете, арското џубре ако сакате да има некои ефекти, ретко кој од нас земјоделците практикува година или до 2 години да прегори. Што каже Мирче, во него имате се уште растителни болести во арското џубре и многу треба. И плюс. Да, и плюс некаде во текот на зимскиот период, мислам некаде јануари, февруари треба да го растурите прегорено на почвата, да ја заорате и тек да фрезирате онаму напролет и тек тогаш ќе ги имате ефектите. Ова ги имате прирака во секој момент. Во текот на целата вегетација. И пак ќе кажам, значи, еден добар дел од нашите земјоделци се уште не може да свати кој е олеснувањето кој ги има, намалување трошоците, а зголемување на приносите и поздрав производ. Ова зашто зборува Ванчо се вика фертеригација, тоа е наводнување со ѓубрење. И еден апел до земјоделците, значи ако ставаат систем капка по капка, без да го опремат со опрема за ѓубрење, подобро да не го ставаат. Значи многу ви е поголем бенефитот. Голем е бенефитот што ќе наводнувате капка по капка, ама ако не ставите со тоа и да ѓубрите, верувајте многу ќе изгубите. А разликата во инвестициите е многу мала. Иначе можеби Ванчо е еден од најповиканите да сведочи за бенефитите на нови органски ѓубрива, бидејќи веројатно еден од првите во нашиот регион кој ги има применувано нашите органски ѓубрива, така да. Так. Одлично искуство. Дали може да се надеваме? Во консултација со Мирче и навистина има добра палета на органски ѓубрива. Во консултација со мора да соработиме и науката и земјоделието. Дали може да се надеваме дека ќе има некое природно истиснување на употребата на класичните ѓубрива или пак тоа може да го очекуваме или да се надеваме на истото само со промени некои во законските регулативи? Јас сум категорично не може да има природно истиснување. Не во смисол со промена на законски регулативи да почнуваме со казнување на тие што се конвенционални производители. Меѓутоа, значи, рекоме со едукација, со субвенционирање, со едукација на другата страна, значи на тие што ги консумираат, да се зголеми поборувачката, ама да се остави само по себе дојде, нема да се случи тоа. Да. Вака, ќе ви послушаме еден пластичен пример со мене, значи, во право е Мирче. Значи, кога ги воспостави јас контактите со Институтот за нови технологии во земјоделието од Суботица, Србија. Значи, Институт за нови технологии во земјоделието. Тој предпочита биоземјоделие и значи засевува ние денес кој што зборуваме органски џубрива, микробиолошки џубрива и чест гостин ми е господин Стеван Бошњак, ќе го спомнам во оваа емисија. Тој имаше пресконференција за вашиот медиум пред околу 3 години и чест гостин тука во нашиот регион и значи некако ме активира мене во оваа сфера, пред се и како екологиста, значи што е љубам природата и земјоделец кој практикувам такви работи. Сега ова не е фалба за мене да не ме сватат погрешно гледачите. Верувајте, јас кога дојде тој по препорака од мој пријател, стигнал Скопје во Македонија и ме бара по телефон, дојде во Охрид на мојот имот, вика дали можеме овде да снимиме, значи ете за тој и тоа микробиологија, пред 10 години тоа беше за мене баук, да снимиме емисија за за едукација, значи за македонските медиуми. Јас кога почна човекот да зборуват сета таа тема кога отвори, значи какви бенефити имаме ние за од сето ова за ден денеска што зборуваме,
Јас мислев дека тоа веќе функционира во нашата држава, бидејќи надвор веќе 15 на години функционирало. Значи, да се навратам на што сакав да кажам, Мирче кажа, значи, дека само преку едукација, тешко државата или било која друга држава во светот ќе воведе рестрикција на класични минерални џубрива, бидејќи тоа е голем бизнис во светот. И тие компании што произведуваат минерални џубрива се многу моćни, јаки и дел од политиките економски во државите контролираат. Значи, ние екологистите знаеме една, се вика зелена листа. Во Министерството за земјоделие. Викаме ние зелена, во неа влегуваат црни такви, значи штетни препарати или минерални џубрива, ние викаме зелена, таа е на листата на таа листа секој препарат што ќе се најде, значи за забрана, зборуваме за забрана, значи за употреба на одредени препарати. И секоја држава треба да ја проширува таа листа. Ние затоа викаме зелена листа, овозможува значи практикување на природни препарати. Јас го прашувам, значи ви кажав дека ете почесто се среќаваме господинот Стеван Бошњак, пе ме ангажира и на сајмови за промоција, значи чисто така како практичар на микробиологијата, на сајм во Скопје, во Тирана, и значи моите контакти со него ви кажам, зошто господин Бошњак, зошто ова не се применува во светот многу повеќе? Значи, каде е едукацијата? Тој напомна, рече, за жал рече, имаме во светот платени стручни лица да чутат, значи да го штитат нечив бизнис, и рече, само вие ентузијастите, рече, сте, ете, на некој начин пионери, да го ширите тоа меѓу земјоделците преку трибини во вакви емисии, така да тоа е вистината, за жал, значи само преку едукација на земјоделците. Така, ајде додека ја споменавме законската регулатива, дали сметате дека во нашата држава имаме соодветна контрола на тоа што земјоделските аптеки им продаваат на земјоделците? Јас како паталец да кажам? Има. Има, може би, малку и од повеќе. Видете, значи, таа листа што ја спомна Ванчо, сега веќе од последниве 3-4 години се издефинираа малце работите. Значи, прво не можете да увезете легално, по легален пат, препарат кој што не е на дозволената листа. Значи, не може да го донесе ни увозникот да го регистрира, да го увезе, па не може да го продава и во малопродажба собственикот на земјоделската аптека. Второ, се направи рестрикција од увозот од, ајде нема да напоменам, ќе кажам, од земји каде што е сомнителна квалитетот и потеклото на пестицидите. Значи се направи рестрикција, се ограничи, се намали кругот на земји од каде што може да увезувате. Потребна е обемна документација, верувајте, за да се добие дозвола, решение за одреден препарат. Сега тука, значи, од тие производи кои што се веќе достапни се на полица, тука немате контрола што и како ќе купи земјоделецот, ако мислевте со тоа прашање конкретно на ова. Во развиените земјоделски земји, најблиску до нас е Словенија, не може да дојде Ванчо во аптека и да купи што сака. Ама тамо малку од порано ги средиле работите, значи се оди на помал број поголеми земјоделски производители или здруженија регистрирани. Значи, не може секој за во дворот да се примени што сака и како сака. Има она хоби програма која што е дозволена, ама не може да се купат поголеми пакувања и да се стави колку сака и како се сака. Значи, ако препаратот кај нас е добил дозволата да се најде во малопродажба, тука нема контрола производителот колку и како ќе купи, тука останува на совеста и на меѓусебната доверба меѓу агрономот, тој што продава и тој што купува производот. Јас секогаш сум препорачувал на земјоделците, значи, да се запазува каренцата која што спомнавме пред тоа. Секогаш сум препорачувал да ги запазуваат дозите кои што се препорачани во упатството, да не се оди со помали, поголеми дози, бидејќи и помалите и поголемите дози се подеднакво опасни по растенијето. Поголемите дози покрај тоа што може да предизвикаат фитотоксичност, да несакани последици по самото растение, може да предизвикаат исто како и помалите дози, да предизвикаат побрзо да дојде до отпорност, до имунитет на одреден штетник или болест на одреден препарат. Помалите дози со цел да се заштеди,
помалите дози му доаѓаат на штетникот како вакцина кога давате дозирано. Значи, побрзо станува отпорен на тој препарат. Исто така и да не соди со поголеми дози. Често се случувало треба да се стави од некој препарат 2,5 килограми, да речеме, една пумпа, и сега 3 килограми купил, да не му останува пола килограм, ќе остави и него. Ама вие не сметате дека на тој начин за 20% сте зголеми дозата. Не е за пола килограм, него за 20%, за една петтина. Значи тоа удари по джепот, може да дојде до фитотоксичност и до побрза отпорност на препаратите. Така да, пак ќе кажам во однос на тоа дали има контрола земјоделците што и како купуваат, тука за сега и тешко може да се воспостави реално контрола, останува на совеста, на едукацијата и на меѓуседната доверба. Агрономот што продава да биде пред се агроном, а после тоа трговец. Така, да ги советува оние кои што купуваат кај него. Мислам дека ќе се согласи. Апсолутно, да. Так. Имајќи предвид се што досега кажавме во однос на органското производство и сето она што се користи како органски ѓубрива или пак она што за жал се уште се користат, тоа се класичните ѓубрива. Ајде, темата на денешната емисија, колку сме ние подготвени за органско производство на земјоделски производи? Јас низ моите излагања од прилика го кажав тоа. Значи, пак ќе се навратам на карактерот на нас балканците. Тешко почитуваме наука и некако сме недисциплинирани во сите наши активности, така и во земјоделието. Значи, пред се органското производство предпочита дисциплина во работењето. Тоа е основата. Ако немате дисциплина во работењето, тешко. Така да, од една страна, тоа е нашата недисциплина во работењето, плюс, значи, и Македонија е мал пазар, немаме доволно консументи, значи, тука и тоа како треба, значи, едукација и до обичниот човек. И ја би рекол, ефтиното многу поскапо кошта. Јас сметам дека покрај тоа што сме мал пазар, сепак, значи, недоволно имаме органски производи само на нашиот пазар да се пласираат. Пак се враќаме на едукацијата и на производител да се едуцира дека може да произведе, дека има моќ и знаење, и на тој што конзумира да се едуцира да бара се повеќе органски производи. Јас сакам овде за крај да напоменам една работа, морав да ја напоменам кој што ми се случи. Имавме пред извесно време гости од Шпанија, од фабриката за која ги произведуваат ѓубривата. На деловен ручек, нормално по македонски почнуваме со салата и со ракија. Ги прашувам како салатата. Викаат, се чувствува вкусот на доматот и на крставицата. Викам, тоа е нормално и треба да се чувствува. А викам, може би е нормално кај вас, кај нас не е, викам. Значи, науката и науката по пари, селекцијата вештачка која се прави, создавањето на нови хибридни сорти, значи да се добие поголем плод, поатрактивен, подобро обоен, потранспортибилен, со повеќе шеќери, не знам. Сите тие карактеристики се заборави на основната карактеристика на вкус. И сега Шпанија како држава инвестира огромни финансиски средства во научни установи кои што имаат за задача да го пронајдат генот за вкусот. Значи во генотипот. Да го најдат кај е тој ген за вкус и да се врати повторно, значи тие пластични плодови што ги гледаме, ако може да им се врати и вкусот. А пак ќе кажам за крај, значи ние ги имаме сите предуслови. Бог ни дал се. Треба само да знаеме тоа да го искористиме. На тацна ни е поставено. Не треба само малце по-професионален пристап, малку поголема храброст и ќе бидеме конкурентни. И создавање на бренд. Ние имаме услови да создадеме бренд на македонски производ. Ама за тоа ни треба организација, ни треба количина. Мирче што кажа дека одат веќе на нови, нови, фактички може би на автохтони сорти на одредени градинарски производи, дали вкрстувани со други или со подлога која помалку заболва. Скоро имаше една емисија, гледав на Српски аграр, веќе на ова работи Институтот за земјоделие во Белград, автохтоните сорти, посебно патлиџани и пиперки, бидејќи, значи, нашиот човек на Балканот
сака да касне така пиперка патлиџа, не некако надвор. Да ја вкуси. Да ја вкуси. Каснемо, Дали да ја преку вкуси. сос или во сендвичото на парче, ние сакаме да си каснеме патлиџа намаса и пиперка. И значи веќе одат на тоа, веќе 3 години работат на прочистување на семенските материјали, вкрстување со други градинарски култури, значи вкусот на автохтониот, конкретно патлиџан, најмногу на тоа работат и претпоставуваат дека тие за неколку години ќе почнат да го снабдуваат Балканот со семенски материјали, конкретно за патлиџан, и пак ќе кажам дека нашиот човек на Балканот сака да се касне вкусен патлиџан. Кога зборувавме, значи, како едно резиме сега за органската храна, малку Мирче напомна, Македонија во секој случај има големи предности во производство на органска храна во однос на Западна Европа, каде имаме релативно повлажна клима. Македонија не е сепак индустриализирана земја. Значи климатските услови кај нас во секој случај овозможуваат полесно да дојдеме до органски производи, посебно што нашата земја е прошарана со ридови и планини и секогаш има струјење. Немаме толкави низини полиња, значи имаме шанса да избираме региони. Кога најмногу зборувавме, сепак ми се чини околу, најмногу ја напомнавме едукацијата, многу битно е тука организираното производство кај земјоделците, односно здружување во задруги, кои ќе допринесат и то како на едукативен план. Организирање на трибини, размена на информации, секоја задруга мора да се има центар за информации. И само на тој начин воопшто, и не само кај органското производство, кај значи здравата храна и то како можеме да ги постигнеме на полесен начин одредените стандарди кои се барат за пазарот за извоз, по полека и во Македонија мора и посебно за нашите граѓани ние пред се да произведеме здрава храна. Полесно користење на бенефитите, тука да не забораваме само да напоменеме, нема да излегувам со бројки бидејќи не е моја работа тоа, ама со сигурност тврдам дека субвенциите кои се даваат за органско производство се многу кратно поголеми од субвенции за конвенционално производство. Значи уште во старт ви се овозможува да имате поевтин производ. Така. Ајде, мене ми останува уште да ви се заблагодарам за вашето денешно гостување. Се надевам дека многу земјоделци денес го слушаа нашиот разговор, ако не ќе имаат можност во репризните изданија тоа да го направат, бидејќи искуство и наука заедно веројатно најдобро може да кажат што функционира не само во светот, туку што може и кај нас да функционира. Ви благодарам и на само тоа е рецепт. Благодарам. И почесто може да правиме ваква емисија, и ние да сме дел од тие што ги едуцираат земјоделците. Бидејќи рековме дека ни фали едукација. Ќе ни биде задоволство. И малку похрабро во секој случај земјоделците тргнат така. Така. Почитувани, тука е крајот на ова издание на 99% со некоја нова интересна тема. Ќе се видиме веќе наредниот вторник, а вие не го менувајте каналот, останете на програмата на телевизијата вама. Пријатно. Ние сме